Владата со нова мерка ќе поддржи 1800 нови вработувања на млади лица од социјално ранливите семејства. Огласите ќе се објавуваат од наредниот месец на секој 2 месеца, а вработувањата ќе се реализираат кај работодавачи кои ќе поднесат барање до Агенцијата за вработување. Ова е веста со која ги започнуваме денешните урбани вести. Гледајте на. Ново електрично напојување за Радишани, Свети Наум и Жегроец. Задолжителна употреба на биоразградливи кеси. Промовирано првото мени на Брајово писмо. Профункционира вртелешката на плоштадот Македонија. Започна големиот заеднички проект на општина Бутел и Ева на Македонија, со кој ќе биде поставен подземен кабел во должина од 9 километри за подобрување на напонските прилики. Со поставувањето на подземниот електричен кабел на улицата 18 се создаваат услови за отстранување на големиот далековод, што подолго време минува низ нивите и меѓу куќите во местноста Свети Наум. Андреја Димитриевска. Денеска во општина Бутел започнаа теренските изведбени работи за решавање на повеќе деценискиот проблем со електричното напојување на повеќе населени места во општина Бутел. Станува збор за голем заеднички проект на општина Бутел и Евана, со кој ќе биде поставен подземен кабел во должина од 9 километри за подобрување на напонските прилики. Исто така ќе се зголеми и сигурноста во напојувањето, што значи можностите за хаварии и дефекти драстично ќе се намали. Се започнува паралелно со изградбата и решавањето на проблемот на населеното место Љуботен и Љубанци, се решава и на населеното место Радишани, како и на населеното место Жегроец, Свети Наум, со напојување на електрична енергија на граѓаните од овие населени места. Навистина овој проект го тераме една година, настојуваме како да се реши проблемот, со тоа што решавајќи го проблемот со напојувањето на електрична енергија на домаќинствата, го решаваме и уште еден многу побитен проблем. Далеководот кој што поминува низ куќите, тука низ нивите, ќе биде остранет кога ќе се пушти во употреба овој подземен кабел. И навистина јас изразувам една благодарност на разбирањето кој што долго време ние со факти и аргументи ги убедивме Евана дека навистина има потреба од реализација на овој проект. Со поставувањето на подземниот електричен кабел на улица 18 се создаваат услови за отстранување на големиот далековод, што подолго време минува низ нивите и меѓу куќите во местноста Свети Наум. Трите населени места Радишани, Свети Наум и Жегроец со ова каблирање конечно ќе добијат квалитетно ниско напонско и средно напонско напојување на мрежата со висок степен на безбедност. Град Скопје ги информира граѓаните дека утре и задутре ќе се асфалтира крстосницата на улицата Благој Стефковски со улицата Перо Наков и улицата 840 бис. Поради изведувањето градежни работи на овој дел од улицата Перо Наков ќе се воведе привремен сообраќаен режим, а сообраќајот ќе се одвива наизменично со физичка регулација. Во недела сообраќајот ќе биде забранет од крстосницата на улицата Перо Наков до булеварот Киро Глигоров, поранешниот булевар Војводина до претходно споменатата крстосница. Автобусите на јавниот градски превоз на линиите со број 3Б, 23 и 54 ќе бидат пренасочени преку булеварот Киро Глигоров, булеварот Александар Македонски и улицата Благој Стефковски. Исто така викендов ќе се асфалтира и ново формираниот кружен тек меѓу улиците Лазо Трповски и Втора македонска бригада, поради што сообраќајот на оваа крстосница ќе биде во целосен прекин. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да покажат разбирање додека траат градежните работи, да се придржуваат на поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Кесите за транспорт на стоки кои се пуштаат и употребуваат на пазар задолжително треба да го исполнат стандардот кој определува нивната биоразградливост. Ова го предвидува правилникот на Министерството за животна средина и просторно планирање за намалување на прекумерната употреба на пластичните кеси, поради нивното штетно влијание врз животната средина и долгиот период на разградливост.
Правилникот за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за транспорт на стоки, начинот на пуштање и употреба на биоразградливите кеси за транспорт на стока на пазар е последната мерка која Министерството за животна средина и просторно планирање презема во насока на спречување, односно намалување на прекумерната употреба на пластичните кеси, поради нивното штетно влијание врз животната средина и долгиот период на разградливост. Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми појасни дека сите продавници, магазини, пазари и секаде каде што се врши трговија на мало мора да бидат исклучиво биоразградливи, чиј период на разградување е околу 180 дена. Кесите за транспорт на стоки кои се пуштат и употребуваат на пазар треба да ги исполнат стандардот кој ја определува биоразградливоста на кесите. Тоа е стандардот МКС 1009 методи за оцена на оксобиоразградливоста на пластика и фитотоксичноста на остатокот во контролирани лабораториски услови или други соодветни меѓународно признати стандарди кои се објавени на нашата веб страница. За непочитување на одредбите предвидена е глоба од 3000 евра како за производителот, така и за трговецот. Наплатата на кесите не произлегува од законските обврски, туку од личниот став на самите трговци. Зорица Мешкова од Стопанската комора на Македонија информира дека нивните членки се подготвени и најголем дел веќе го применуваат овој стандард, а производството на биоразградливите кеси ќе продолжи нормално. Групацијата за производство и преработка на пластични маси при Стопанската комора на Македонија активно партиципираше во донесувањето на регулативите и во усвојувањето на стандардот за биоразградливост на пластичните кеси. Членките на групацијата се подготвени и најголем дел од нив веќе го применуваат, се подготвуваат за примена на овој стандард, така да од тој аспект ќе продолжи нормално производство на кеси биоразградливи. Денеска во просториите на ресторанот Пилистер, министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски заедно со Сдруженијето за слепи лица и Црвениот крст на град Скопје го промовираа првото мени на Брајово писмо. Целта е да се унапреди квалитетот на животот и правата на лицата со оштетен вид, а идејата е овој пример да го следат сите угостителски објекти во државата. Ивана Митковска. Првото мени во ресторан, изработено на Брајово писмо, денеска беше промовирано од страна на министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски, заедно со представници на Црвениот крст на град Скопје, а во соработка со училиштето за лица со оштетен вид Димитар Влахов и ресторанот Пилистер. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски истакна дека на ваков начин и со вакви конкретни активности не само што се исполнуваат обврските на Република Македонија кон исполнување на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби, туку навистина се помага на една посебна категорија на граѓани, кои што исто така имаат идентични секојдневни потреби како и сите други граѓани во Република Македонија, но имаат еден исклучителен проблем, а тоа е што не гледаат. Навистина е од исклучително значење поддршката која што треба да им се даде на слепите лица, затоа што тие не по своја вина се наоѓаат во ситуација во која што се наоѓаат. Имено поддршката која што ние на нив им ја даваме како држава и целокупното општество, вклучително и приватниот сектор, е од неопходно значење и олеснување на нивниот живот и нивните секојдневни потреби. За многу скоро време во Република Македонија рече се и да нема да има компанија, ресторан или хотел во кој што нема да има услови за да можат слепите лица преку Брајовото писмо да си ги остварат своите интереси во текот на денот или остварување на други секојдневни потреби кои што ги имаат. Представникот на слепите лица се заблагодари на сите хумани луѓе и на владата на Република Македонија, како и на Црвениот крст за иницијативите што ги преземаат. Не морате никого да прашувате што има на менито и така натаму, него тоа ќе може да го направите сам. Втора работа е што ќе му олесните работата и на луѓето кои што работат во ресторантот, значи кога ќе дојде не мора да ви ги чита и да ви рецитира сите, него вие сами ќе одберете тоа што сакате, ќе извршите многу едноставно, многу лесно и многу брзо порачката. Голем број на ресторани и хотели во Република Македонија се приклучуваат кон целиот овој процес, чија цел е да се унапреди квалитетот на живот и правата на лица со оштетен вид.
Во зоолошката градина во Скопје во недела напладне ќе се одржи голем хипенинг по повод одбележувањето на денот на планетата Земја. Организатори се невладините организации Уметност на живење Македонија, Суна, Банка за храна Македонија и Артлайф. Ветуваат богати содржини наменети за деца и младинци. Во рамките на настапот во зоолошката градина ќе се одржи аукција на слики од ретки билки и ѕверки. Станува збор за дела нацртани од децата амбасадори на животната средина од средните училишта низ Македонија. Исто така стручни лица, професори од основни училишта ќе одржат предавање на екотема, чување и заштита на животната средина. Учениците пак својата порака за зачувување на планетата Земја ќе испратат преку театарска екопредстава. За забава ќе бидат задолжени принцези и кловнот Лили. Собраните средства ќе бидат наменети за едукативен центар за заштита на деца од улица во Шуто Оризари. Новата вртелешка во центарот на Скопје им донесе радост на најмладите. Тие денеска бесплатно се возеа и по неколку пати. Позитивни реакции за вртелешката има и од возрастните. Прилог на Елизабета Дамјановска. Весели и среќни. Дечињата денеска бесплатно се возеа на новата вртелешка во центарот на Скопје, во близина на плоштад Македонија. Дечињата нетрпеливо чекаа да им дојде редот за возење, а некои се враќаа и по неколку пати. Задоволни беа и родителите на дечињата, роднините кои беа во нивна придружба, наставниците, но и случајните минувачи. Ви се допаѓа ли вртелешката? Да. Дали се возевте? Да. Ке се возите пак? Да. Па не знам. Дали ви се допаѓа вртелешката? Да. Се возевте? Да. Ке се возите пак? Да. Што најмногу ви се допаѓа? Се. Многу е убава, да, многу. За децава, за да се соберат на едно место и ние да ги има кај да ги изнесеме. Баш убаво е средено. Локацијата дали ви се допаѓа? Одлично, мислам многу е убаво. Центарот е многу уреден, порано беше ко мртво. Мислам, немаше народ. И многу народ, многу се движат, и странци видовме. Викам, браво, така треба. Јас сум моето оделение, тука дојдовме и многу се забавуваме. Да, ќе дојдете повторно? Да, најверојатно. Што најмногу ти се допаѓа, на што се возеше? На конче. Да, многу. Од утре и во текот на месец мај, билетите ќе бидат со промотивна цена 30 денари за едно лице, а за дете со родител билетот ќе изнесува 40 денари. По завршувањето на промотивниот период, од 1 јуни, цената на билетите ќе изнесува 45 денари за едно лице и 60 денари за дете со родител. На вртелешката може да се возат деца до 12 години, додека за деца до 5 години ќе биде дозволена придружба од родител. Куруселот или вртелешката има 21 фигура, од кои 8 галопирачки конјчиња, 9 конјчиња кои се нишаат, 2 статични кучии и 2 чајни чашки, односно вкупно 31 седиште. Првите 3 дена вртелешката ќе работи од 10 до 22 часот. Основното училиште Ацо Шопов од Радишани со голема манифестација го прослави својот патронен празник, на кој присутни беа представници од локалната самоуправа, директори на училиште и градинки од општина Бутел, амбасадорот на Република Словенија и сликарот Светин Поповски. Училиштето по овој повод изготви училишен весник кој ќе се реализира континуирано на секој 2 месеца. Учениците од ова училиште кои се вклучени во голем број манифестации работат под мотото "Треба да бидеме подобри заради нас". За тоа говори избратимувањето со училиштето од Полска со кое се ги разменуваат своите искуства и начинот на работа во образовниот процес. Нашите ученици од Основно училиште Ацо Шопов се активни во сите традиционални и локални активности, како што е карневалот во Љубанци, каде што ја освоивме првата награда. Се збратимивме со едно од основните училишта од Република Полска, каде што сега сме на прагот да учиме еден нов систем во образованието од друга држава. И како да бидеме подобри, ако не со хуманост и со солидарност, која се преточи од идеја до реализација на 12 активности и 12 настани во детското село СОС. Во останатиот дел од урбаните вести следува. Спорт. Тимот на Барселона се избори за мајсторка во дуелот со Панатинаикос во четвртфиналето на кошаркарската Евролига. Актуел. Пенелопе Круз рекламира облека за бремени жени. Тимот на Барселона се избори за мајсторка во дуелот со Панатинаикос во четвртфиналето на кошаркарската Евролига. Спортските вести со Томислав Атанасовски се веднаш по рекламите.